Индонезискиот претседател Џоко Видодо на 2 октомври во Џакарта ја пушти во употреба првата брза железница во Југоисточна Азија, означена како ВУШ. Железницата е заедничко вложување помеѓу индонезиски конзорциум од 4 државни компании и кениски конзорциум од 6 државни компании, вклучително и China Railway International Corporation. Оваа брза железница ја означува модернизацијата на нашиот масовен транспорт, кој е поефикасен, еколошки и интегриран со другите видови на транспорт. Возот движи на популарна рута меѓу главниот град на Индонезија Џакарта и Бандунг, западна Јава. Вози до 350 км на час, застапнува веднаш пред Бандунг, со што се намалува вообичаеното тричасовно патување со железница на само 45 минути. Искрено, овој воз е многу брз. Иако можеби нема да ве однесе директно до Бандунг, сепак стигнува на периферија до Падаларанг. Кина ја надмина Јапонија во 2015 година за да стане градител на брзата железница, која на крајот стана значаен проект во кинеската иницијатива Појас и пат. Проектот беше проектиран да чини 5,5 милиарди американски долари и да биде отворен во 2019 година. Но трошоците се искачаа на 7,3 милиарди американски долари, вели Лухут Панџитијан, министер за поморски работи и инвестиции на Индонезија. Се соочивме со бројни проблеми и пречки, од откуп на земјиште, недоволна координација и финансиски проблеми поради пандемијата COVID-19. Индонезија се согласи да бара дополнителни заеми од 550 милиони американски долари од Кинеската банка за развој, но со повисоки каматни стапки. Индонезија сега се обидува да преговара со Кинеската банка за развој за намалување на каматните стапки. Економистот Јусуф Вибисоно од Институтот за демографија и студии за сиромаштија се сомнува дека банката ќе биде попустлива. Кина побара од владата да обезбеди гаранции за заеми директно од државниот буџет. Уште полошо, Кина не го бараше ова на почетокот, но сега тие го побараа. Како да се рече, ако не, кинеската должничка замка. За да ја направи брзата железница економски исплатлива на долг рок, Индонезија планира да ја прошири пругата до Субраја, на спротивниот крај на островот Јава, и ја започна својата физибилити студија. Мислам дека е добра идеја да се прошири пругата до Сурабаја, но мислам дека не е паметно владата повторно да го користи државниот буџет, бидејќи Индонезија не е само Јава. Тие треба да размислуваат за изградба на железници и на други локации. Деталите за продолжување на брзата железница би можеле да бидат објавени за време на прославите на 10 годишнината од кинеската иницијатива Појас и пат во Пекинг, доцна во октомври.